Завршува божикниот пост, пошто луѓето кои постеле се враќаат на нормалниот начин на исхрана, но на некои оваа промена во начинот на исхраната не им е лесна, посебно што по постот сите се враќаат на храната што ја обожаваат, па се јаде и повеќе отколку што треба. Како првични последици може да се јави замор, чувство на тежина, прејадување. Лицата кои претходните 40 дена се воздржувале од конзумирање на масна храна или само повремено постеле, треба да знаат дека воведувањето на производи од животинско потекло во менито треба да биде контролирано и постепено. Се смета дека една од побудите е и испостување на самиот организма од преобилната обилна трпеза, да речам. И веднаш после 6-неделните божични пости, обилната, мрсна, божична трпеза представува еден вид шок на нашиот организам, поради што препораките се да се избегнува нагли внес на мрсна, јака храна, кој што знаеме најчесто во овој период е свинското. Лекарите укажуваат дека потребно е постепено да се менува начинот на исхраната, согласно фактот дека на организмот му е потребно одредено време да се приспособи на нутритивните промени. Да не се внесува поголема количина на алкохолни пијалоци, затоа што се покажало да најголем број на пациенти кои што се јавиле после новогодишните и божикните празници во нашата служба и побарале помаш од нас, биле поради стомачни тегоби, како една болка во желудник или поради еден панкреатит, поради таа обилно внесена храна и внесена храна во поголема количина. Во рамките на здравите навики и по постот на трпезата треба да се најде и овошјето, зеленчукот и житарките. Лекарите велат дека исхраната треба да биде разновидна, да се внесуваат доволно течности, а конзумирањето алкохол треба да е умерено.